Почитувам пратеник, благодарам на прашањето. Ова е актуелно прашање и добро прашање. Вчера, исто како и завчера и денот пред тоа, Економско-енергетскиот совет на владата имаше состаноци со оглед на ситуацијата со снабдување со електрична енергија и со енергенси, како и со топлинска енергија во градот Скопје. Јас да бидам искрен, ниту јас, ниту членовите на Енергетскиот совет не можеа да пратат што се случува цел ден со пресконференција, бидејќи некој има повеќе обврски, некој има помалку обврски, што е нормално со оглед на ангажманите во текот на денот. Меѓутоа, можам да повторам уште еднаш што државата правеше и што ќе прави во однос на снабдувањето со електрична енергија. Прво, ЕСАМА доби задача во рамките на капацитетите со кои што располага да произведува 20% изголемено производство на електрична енергија во однос на минатата година, тоа е надфрлено за 2,5%. Второ, пуштање во погон на сите производствени капацитети со кои што располага ЕСАМА, а тоа се РЕК Битола, ТЕЦ Осломеј и другите и ТЕЦ Неготино, како и когенеративните централи со кои што располага во своји рамки ЕСАМА, и вклучување на највозможен начин на сите централи од обновливи извори на енергија кои што се во приватна собственост, бидејќи онаа која што беше во државна собственост од 10 мегавати во Осломеј веќе е пуштена. За таа цел државата издвои финансиски средства кои што се префрлени на ЕСАМА и кои што се потребни за производство на оваа електрична енергија, бидејќи електричната енергија која што се испорачува на регулираниот пазар е субвенционирана во износ од 80%. Што значи дека, како што кажав и вчера и во претходните денови, доколку не е субвенционирањето, тогаш цената која што граѓаните би ја плаќале е 5 пати поголема од таа која што во моментов ја плаќаат. Второ, на регулираниот пазар кој што исто така го снабдува ЕСАМА, се над 70.000 компании во државата, значи не се работи за незначајна бројка. Тоа се мали и средни предпријатија со обрт до 2 милиони евра, кои што исто така добиваат субвенционирана цена на електрична енергија, и која што цена на електрична енергија доколку не е субвенционирана, тие би плаќале 2,5 пати поголеми сметки, што сигурно би го отежнало нивното работење. Кога сме кај она што вчера беше заклучено, а тоа е дел од одлуките кои што ќе се носат и не се мотивирани од ништо друго што има во јавниот дискурс, туку се резултат на работата на Енергетско-економскиот совет на владата. А тоа е дека на 15 октомври ќе започне грејната сезона во градот Скопје. Значи дека парно ќе има за скопјани, бидејќи тоа беше една тема која што ме пречека како премиер на 17 јануари оваа година и еве повторно е тема со оглед на огромниот раст на цените на гасот на светските берзи. И тоа е заради војната во Украина која што се води по агресијата на Русија. Со оглед на тоа дека се работеше за еден систем кој што беше сумнително приватизиран во 2012 година, државата мораше да преземе чекори за издавање на лиценци на државната компанија за електроснабдување на ЕСАМА, со кои што ќе може да го преземе стопанисувањето и да може да обезбеди суровини со кои што ќе се снабдуваат скопјани со електрична енергија. Во однос на спроведувањето, сите одлуки веќе се донесени, а нормално дека ќе бидат искористени и сите законски можности кои што државата ги има за да тој систем на 15 октомври биде ставен во функција. Дополнително со оглед на тоа дека не смее да има прекин во физичкото одвивање на наставата во основните и во средните училишта, бидејќи навистина учениците заради ковид кризата многу изгубија во однос на неодење на настава, бидејќи наставата не е само учење, таа е и социјализација, и физички контакт, и педагошко воспитување кое што најдобро се прави преку настава лице во училиштата. Донесовме одлука на регулираниот пазар да бидат и основните и средните училишта на територијата на цела држава, без разлика што врската за обезбедување на образовниот процес е на самите општини. Што значи дека доколку општините направија реорганизација на своите трошоци, ребаланси на буџетите, доколку општините и градот Скопје при правењето на своите оригинални буџети се водеа од тоа дека се наоѓаме во енергетска криза, тогаш немаше да постои ваков проблем. Еве, јас само ќе ве потсетам дека јас имав изјава
на почетокот на годината дека кога општините ги правеа буџетите, тие воопшто не зедоа во предвид дека се наоѓаме во енергетска криза, бидејќи цената на електричната енергија уште тогаш раснеше заради енергетската трансформација во Европа. И на тоа сите сме сведоци. Тогаш бев критикуван, ми кажува овој не знае, вака било, онака било, на крајот, градоначалничката на град Скопје, која што е ваша градоначалничка, кандидат на ВМРО ДПМН, на изборите последни, да искочи и да каже, знаете, ја не можам да испорачам ништо затоа зашто сме во енергетска криза. За истата таа енергетска криза за која што јас зборував кога беа локалните избори. Ама добро, бар сите сватија сега дека се во енергетска криза, ама никој не седна да прави ребаланс. И што им беше најлесно да направат ребаланс, погледнете го Прилеп. Прилеп седнува и вели, не кратам трошоци, туку сега ќе зголемиме една услуга 56%, друга 65%, трета 36%. Во ред. Тоа е одлука на општината. Кога зборуваме за јавните предпријатија, има неколку типови на јавни предпријатија, дел се комунални предпријатија во општините, дел се за снабдување на вода и така натаму, дел се државни јавни предпријатија. Исто така и тоа се разгледува, меѓутоа мора да се разгледува од аспект на тоа што обавуваат. И еве ќе ви кажам еден пример. Например, излегува градоначалничката на град Скопје и вели: во водовод, таму кај што таа поставила директор од вашата партија, има 100 партиски вработувања. 100 партиски вработувања, вели, кои што ништо не допринесуваат во работата на компанијата. Сега да израчунаме. Па тоа се изјави Протениче Јаревски сега, ја не ги измислувам, изјава на ваш градоначалник. 100 вработени партиски. Плата, придонеси, канцеларии, електрична енергија, загревање, мобилни телефони, хартија, одржување, книговодствени услуги се 1000 евра по човек. 100 вработени по 100.000 евра. Па 100.000 евра не е сметката за струја која што на НИФ им е плюс дојдена. И тоа е случај во најголемиот дел од јавните предпријатија. Значи, обврска нивна е да направат реорганизација и да направат реструктурирање на своите трошења. Ако сакаме да работиме економски така како што владата ги намалуваше во неколку наврати над 200 милиони евра трошењата. Што се однесува до цената на енергенците и онаа понуда која што даде председателот на ВМРО, дека тој има приватни и деловни контакти на ВМРО ДПМН за набавка на енергенци. Значи, кај мене во кабинет нема архива за понуди. Кај мене во кабинет нема состаноци за понуди од компании. Во ЕСМ има отворена постапка и за јаглен, и за мазут, и за газ. Секој оној, значи секој оној кој што има понуда, за овие енергенци кои што се бараат, веднаш може да ја достави таму понудата, доколку таа одговара на условите, дека е франко, крива паланка ако е газ, дека има соодветна банкарска гаранција, дека ги исполнува условите за квалитет, апсолутно дека ќе биде прифатена. Меѓутоа не може ја да бидам тој кај што ќе доваѓаат контактите или некој пратеник или некој министер, па сега ние со контактите ќе одиме и ќе да не искочи после работава као со тој тендер од 136 милиони евра у водовод или со автобусите. Ќе купуваме автобуси па фабрики. Значи адресата има отворени повици, јавно објавени. Сите тие кои што имаат контакти таму се праќаат. И таму се прави еволуација. И секогаш најдобрата понуда победува затоа зашто има недостаток на енергенци во Европа. Тоа е. Ви благодарам.